Почитувани, продолжуваме со 151-та седница која беше отворена поради одлучување по евентуално приговори за заштита на лично избирачко право. Во моментов имаме два конкретни приговора по кои треба да одлучиме додека трае денот на гласањето, за да им се овозможи на граѓаните, евентуално доколку се основани приговорите, да можат до крајот на денот да го искористат своето гласачко право. Првиот приговор е поднесен од лицето Трајче Камчевски од Центар за избирачко место, заведен под број 114753/1. Ве молам колегата Ангелчо Ристов да го образлоши. Благодарам, почитувам председателе. Значи, лицето Трајче Камчевски има поднесено приговор согласно член 149а став 1 од Изборниот законник за заштита на лично избирачко право, бара да може денеска во текот на денот да го оствари своето право на глас. Стручната служба постапи по поднесениот приговор на војот од истиот и по извршената проверка се утврди дека наведеното лице е запишано во избирачкиот список и тоа на избирачко место 1354. Со наведеното, значи, лицето Трајче Камчевски може да го оствари своето легитимно право на глас за изборите кои што се спроведуваат во текот на денот, така да овој приговор се одбива како неоснован. Дали некој бара збор во врска со овој конкретен приговор? Бидејќи никој не бара збор, констатирам дека нема, после проверката нема основи за истиот да биде прифатен. Предлагам да гласаме за одбивање на приговорот. Кој е за? Констатирам, приговорот е едногласно одбиен. Ова лице е запишано во избирачкиот список на избирачко место 1354 во општина Центар и слободно може да си оствари своето право на глас. Наредниот приговор, насловен како приговор ургенција, е пристигнат денеска, заверен во ДИК под број 114760/1 по електронска пошта од лице Кемал Исмаиловски од Кичево со наведување на негов матичен број и избирачко место во кое треба да гласа. Наводно не бил пронајден во Уредот за биометриска идентификација, па поради тоа доставил до Државната изборна комисија приговор насловен како ургенција, до Народниот правобранител и до јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Ние во меѓувреме, припремајќи се за седницата, од нашата стручна служба и од IT службата, прибавивме податоци во врска со наводите во приговорот за ова лице и утврдивме дека не се точни наводите во приговорот, односно дека ова лице е уредно, неговите податоци се уредно запишани и во избирачкиот список и во Уредот за биометриска идентификација и дека нема никакви пречки во текот на денешниот ден ова лице да си го оствари своето право на глас. Отварам расправа по овој приговор, ве молам дали некој бара збор. Колегата Александар Даштевски, па колешката Дитмир Шехов. Земам збор затоа што сметам дека треба да го разгледаме прво ова прашање, бидејќи го разгледав и приговорот и доказите. Значи, приговорот прво не е пуштен од лицето кое приговара, туку е пуштен од некој меј ЗГЈ ДХЈ 2025 и истиот тој со 578. Па добро е што е пуштен до омбудсманот и јавното обвинителство, за да постапат тие и да видат кој пуштил неовластено приговор. А поради тоа што не е пуштено до властено лице, предлагам да не ни одлучуваме, бидејќи приговорот вака пуштен е недозволен, бидејќи како што гледаме во приговорот, тврди дека нему му еускратено тоа право и дека нему е дозволено. Па така тој треба да го пушти лично тоа. И поради тоа предлагам дека е недозволен овој приговор и предлагам да гласаме за овој предлог. Благодарам. Истовремено колешката Дитмир Шехов се јави за збор. Faleminderit, të nderuar kolegë, të nderuar përfaqësues të mediumeve, të nderuar qytetar, se kundërshtimi është dorëzuar në formë elektronike
Ne si komision shtetëror zgjedhor në bazë të nenin 149A, të gjithë kundërshtimet ndërzohen në formë elektronike, pasi nuk kemi në faqen zyrtare link për këtë lloj të kundërshtimeve. Do me thënë, kundërshtimi është dorëzuar në emailin zyrtar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, që në bazë dhe të ligjeve të reja, do me thënë, ne duhet të shqyrtojmë këtë kundërshtim dhe duhet të marrim për bazë, prandaj edhe është arkivuar nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, po është e vërtetë se në bazë të informatave se ky person gjendet në listën zgjedhore. Gjithashtu kemi informata se gjendet edhe në pajisjen për identifikim biometrik. Mirë po, si që dini, prej në mëngjes në edhe qytetarët edhe të gjithë në disa vendvotime na u paraqit një pengesë teknike, të cilët personat edhe nëse gjendeshin në listën zgjedhore, pajisja për identifikim biometrik me njëherë nuk mundeshte t'i gjene. Prandaj edhe kishin edhe udhëzime nga ana jonë si Komision Shtetëror Zgjedhor të provojnë antarët e këshillave zgjedhore 1 2 deri në 3 herë, pastaj t'u lajmërohen edhe personave teknik të cilat i kemi në terren nga ana që janë të angazhuar nga ana Komisionit Shtetëror Zgjedhor, me ndihmën e të njëjtët, nëse edhe ata nuk arrin ta gjejnë personin në pajisjen për identifikim biometrik, atëherë të lajmërohen në qendrën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Dhe këtu ne nuk mund të konstatojmë se personi nuk është e vërtetë, se nuk është kthyer për të votuar, pasi nuk e dim ne se personi ka qenë aty, është lajmëruar te personat që janë për pjesën e identifikimit biometrik, dhe personi është kthyer dhe nuk i është lejuar të votohet. Dhe prandaj personi e cekën se gjendet në listën zgjedhore, mirë po edhe nuk i lejohet, nuk mund të gjejnë në pajisjen për identifikim biometrik. Këta raste nuk janë raste të shumta, janë raste të ralla që u paraqiten në disa vendvotime në tërë shtetin. Prandaj, pasi personi gjendet në listën zgjedhore, personit mendoj unë ne si Komision Shtetëror Zgjedhor, duke e ditur se drejta e votës është drejtë kushtetuese, që ne si Komision Shtetëror Zgjedhor duhet të amundsojmë çdo votuesi të kryejë detyrën dhe drejtën e tyre ta realizojnë në vendvotime, ndërsa Komisionit Këshilli Zgjedhor në këtë vendvotimin 788 ti tregojmë se duhet personin në fjalë, mbasi të kthehet të votoj, edhe një herë të lajmërohet personi që të kthehet të votoj, dhe në mënyrë më ngadalë të shkruaj numrin e AM nëse nuk e njeh pajisja për identifikim biometrik, pastaj edhe një herë të lajmërohet te personat teknik të Komisionit Shtetëror Zgjedhor ose edhe personat teknik që i kemi në komunat të cilat mbahen zgjedhjet. Faleminderit. Ќе ви дадам збор. Значи, само да констатираме. До сега, во текот на денот, скоро е 15 часот, на ниедно лице, во ниедно избирачко место, на ниеден граѓанин не му е оневозможено правото на глас. Точно е дека во поедини ситуации при внесот на матичниот број можеби не е пронајдено веднаш, но сите лица, сите гласачи се евидентирани во УБИК и на никој не му е одземено правото на глас. На сите им е дозволено правото да гласаат. Упативме насоки до избирачките одбори внимателно и точно да ги внесуваат податоците од личните документи во Уредот за биометриска идентификација и освен овој допис ние немаме ниту еден друг проблем кој се пожелил на идентификацијата. Така што кажав и претходно, независно од предлогот на колегата Даштевски, тој се повика на други формално-правни причини кои се согласувам дека треба да бидат испитани, но тоа не е пречка ова лице да си го оствари правото на глас и го упатуваме лицето повторно да оди на гласачкото место. Ние добивме два писмени одговори и од нашиот IT сектор и од дека истиот е во избирачкиот список, така што нема да биде ништо спорно за неговото остварување на правото на глас. Повелете, имате збор. Јас се извинувам, сакам да појаснам. Точно е тоа дека на лицето го пуштило приговорот на наша адреса, се согласувам со колешката, меѓутоа приговорот е пуштен од неогласеното лице. И во самиот приговор стои дека
треба да го испита случајот народниот и јавното обвинителство, а тоа не го спречува јавното обвинителство да постапи, еве ги повикувам јавно, да се види од кого е приговорот и кој се меша во изборната постапка неовластено, па поради тоа сметам дека не треба да се постапува по приговорот, бидејќи е недозволен. Не може да се пушта од трето лице. Јас сега мене не ми даваат, а некој трет ми пуштил. Значи, тоа е сомнително, да го провериме тоа и поради тоа сега предлагам да гласаме за ова, па ако сакате гласате против. Благодарам. Колегата Ангел Чористов има збор. Во ред, колега Даштевски, во врска со вашиот предлог ќе се признеса, да, точно е овој допис, како да го речем, по електронски пат, ги нема битните обележја на поднесување на приговор кој што ги предвидува законот, име, мисля, да биде подпишан, да биде со контакт телефон, каде со имейл адреса каде ќе достави, значи, одлуката на ДИК, меѓутоа пак ние сме должни и по вакви дописи да се впуштиме и да преиспитаме фактичката состојба. Јас и затоа мисля дадов согласно да се впуштиме кон прибирање на докази во конкретниот случај, да испитаме дали тоа лице, односно дали имаме совпаѓање на бројот на лица кои што се пишани во избирачкиот список со бројот на потоците за лица, за гласачи кои што се внесени во УБИК кој што одговара на тоа избирачко место. Имаме доказ дека наведеното лице го има и во избирачкиот список и во УБИК уредот од стручните служби. Така да ценам дека во конкретниот случај и би прифатил одлука надвор од отфрлање на ваквата фактичка состојба, односно на ваквиот приговор. А исто така, како што кажи и колешката Дитмире, се појавуваат одредени проблеми во делот на брзината, кои што потекнуваат од брзината на внес на матичните броеви како еден од моментите на проверка во УБИК уредите. Меѓутоа, тука е дадена од наша страна и насока на нашите ангажирани IT лица да пристапат и тие во техничка поддршка на избирачките одбори и советот давно, па дури и практично да помогнат во делот на правилен, точен и многу битно бавен внес на податоците во уредот, за да може да секој граѓанин биде пронајден, биде идентификуван и да го оствари своето право на глас. Благодарам. Колешката Дитмире Шеко има збор. Faleminderit, sa i përket shkresës, shumë qartë është se personi e ka dërzuar me emër me mbiemër, numëram, vendbanimin, gjithashtu e ka numrin e vendvotimit ku voton dhe i njëjti e ka cekur se Këshilli Zgjedhor e ka gjetë në listën zgjedhore, mirë po nuk gjendet në pajisjen për identifikim biometrik. I njëjta situatë na u përsërit disa herë mëngjes dhe nuk e di pse tash del që diçka e re dhe e panjohur për neve. Jo, nuk është e re dhe nuk është e panjohur. Kjo situatë na u paraqit edhe rrethin e parë, neve si Komision Shtetëror Zgjedhor, na u paraqit edhe rrethin e dytë në disa vendvotime dhe problemi doli që ishte teknik dhe persona që janë në listën zgjedhore, po të njëjtit janë edhe në pajisjet për identifikim biometrik. Mirë po problemi qëndron në faktorin njeri, do me thënë Këshilla Zgjedhor në shpejtësi, ose njënin numër nuk e shënojnë si duhet numrin AM, ose ka në mënyrë më ngadalë, në basa asaj që ka na u thanë nga operatori të cilën kemi kontrat, më ngadalë të shënojnë numrat dhe të njëjtët persona që janë në listën zgjedhore janë edhe në pajisjen për identifikim biometrik. Prandaj dhe prej në fillim thash, ne si Komision Shtetëror Zgjedhor jemi të detyruar të mundsojmë drejt të shfrytëzojnë drejtën e votës çdo qytetari në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prandaj nuk e di gjithë ky debat për diçka që është detyrë edhe përgjegjësi e jona. Vetëm sa ti tregoj qytetarit që duhet të shkoj dhe të votoj, të kthehet të votoj në vendvotimin, të cilën e ka cekur, ndërsa Këshilli Zgjedhor të veprojë në bazë të kompetencave dhe udhëzimeve tona. Faleminderit. Добро. Да се обидам да резимирам, мислам дека бевме непотребно екстензивни, отидовме во детали, да не ја замараме јавноста, увидовме од дискусиите дека нема никаков проблем, ниту во врска со нашето постапување и спроведената проверка, нити во врска со
неспорното право на глас кое го има овој граѓанин и кој може да си го оствари. Јас ќе се надоврзам на забелешката, техничката забелешка на колегата Даштевски, што ја примети. Точно е дека овој мејл не ни е познато од каде е испратен, дали е лично испратен од ова лице, бидејќи содржи негови лични податоци, матичен број, туку е испратен од мејл под назив ZGJEDHJE 2025 или zgdjedhje578@gmail.com. И многу е добро во ситуацијава што самиот подносител го доставил ова и до јавното обвинителство, така што и така е веќе доставено до јавното обвинителство. Ние сабајле кажавме дека за сите наши сознанија кои ги имаме, ќе соработуваме со јавното обвинителство и обвинителството може да ги провери и овие околности, од кого е пратен овој имейл, дали евентуално е пратен од некој друг или дали се злоупотребени лични податоци. Иако е неспорно правото на глас и не е поврзано со остварувањето на правото на глас. Иначе од проверките, како што кажа и моите колеги, од стручната служба е утврдено дека се поклопува бројот на запишани во избирачкиот список за ова избирачко место 0788 123 гласачи со податоците во Уредот за биометриска идентификација исто така 123, до 13 часот кога е извршена проверката на ова избирачко место гласале 42 лица и не се пријавени никакви проблеми во врска со избирачкиот список или со Уредот за биометриска идентификација. Очигледно треба повнимателно да се внесуваат податоците, така што јас кажав и на почетокот, до сега не сме имале никаков проблем во целата држава со идентификацијата на гласачите на ниедно избирачко место и по тој основ на ниту едно лице не му е оневозможено правото на глас. Така што ситуацијата овдека е целосно чиста, а обвинителството по согласно своите надлежности го има ова и по наши известувања може да ги провери и останатите околности кои не се однесуваат на гласачкото право. Дали уште некој бара збор? Бидејќи никој... Да, повелете, имате збор. Tash të marrim fjalë, do t'i lejojmë votuesit të kthehet në vend votim ose nuk i lejojmë, se është pak e paqartë pasi e bëm në detyrën e organit hetues, në këtë rast e jo detyrën e jonë si Komision Shtetëror Zgjedhor. Siç e përmenda edhe në fillim, se kishim disa pengesa teknike të vogla në për vendvotime, nuk është diçka e re që na ndodhi as rrethin e parë as rrethin e dytë. Mirë po ishim pengesa, siç tham, nga faktori njeri, nga ana e këshillave zgjedhore të cilët nuk kanë arritur pasi nuk e ka identifiku votuesin në pajisjen për identifikim biometrik, as me mënyrën e skenimit, pastaj kanë shkuar me numrin nam, edhe me numrin nam nuk janë gjendur një numëri shumë i vogël i votuesve, mirë po me intervenim të personave IT të cilat i kemi të angazhuara në për komuna, pjesa më e madhe e rasteve edhe është sanuar. Prandaj, se tankohem flitet për diçka, jo çka është për të folur ne si Komision Shtetëror Zgjedhor, siç e përmendët, personi e ka dorëzuar edhe atje ka institucione tjera të cilat e kryejnë detyrën e vet dhe që janë kompetent. Tash do t'i lejohet këtij votuesi të kthehet përsëri në vend votim ose jo, si Komision Shtetëror Zgjedhor, pasi Këshilli Zgjedhor e ka kthyer dhe nuk i ka lejuar mbas asaj çka e cek votuesin në këtë shkresë. Faleminderit. Сега ќе давам збор на колешката Карапетрова. Се извинувам, навистина колешке непотребно. Се повторуваме, јавноста мисли дека кој знае што се случува. Нема ништо спорно, ова лице е уредно запишано во избирачкиот список, го има во Уредот за биометриска идентификација и 3 пати кажав дека ќе му се дозволи. Не знам зошто се повторуваме. Ние ја направивме нашата работа, нашата проверка по нашата надлежност. Ова лице го доставило овој приговор и до обвинителството. Нека си ја заврши обвинителството неговиот дел од работата, ние не преюдицираме ништо. Сабајле кажавме дека сме должни сите наши сознанија да ги споделиме со обвинителството. Има збор колешката Карапетрова.
Благодарам, почитуван председател. Очигледно, ние се бавиме со некои работи што не се достојни за комисијата и некои обични и барања кои што треба да си го оствари правото на глас лицето кој што го поднело барањето и го повикуваме еве јавно. Лицето Кемал Исмаиловски од општина Кичево да се обрати на своето избирачко место 0788 и да си го оствари своето право. И тука завршува ова приказна. Да не продолжиме понатаму, бидејќи не би сакала да има јавноста некаков впечаток на нешто дека се случува, а всушност не е ништо. Значи, како и сите граѓани, тој си има право да го оствари правото на глас, да се врати на своето избирачко место, има се уште време и да го завршиме овој дел од разговорот, да не потребно да држиме време, бидејќи имаме и други обврски, други задачи и други работи кои што нас не чекаат, да не продолжиме со оваа дискусија. Благодарам. Многу е јасно. Гласачот е запишан, го има во УБИК, избирачкото место е познато, да оди да гласа. Благодарам. Добро, благодарам. Нема потреба тука формална одлука да гласаме, ќе го известиме на истиот мејл, така да од наш аспект работата е затворена. Уште еднаш во врска со ова ја известуваме, тука сме цела комисија. Во текот на денот на 2 часа држиме пресконференција, имате можност да прашувате и за текот на гласањето. Повторуваме дека и покрај конкретниот случај, ова е еден и единствен случај, го разговараме отворено на јавна седница, се презентираме на јавноста, немаме никакви забелешки или проблеми во текот на спроведувањето на гласањето. За оваа седница, која е отворена, исто така, под точката разно, ја известуваме јавноста и ќе предложам да донесеме заклучок за одземање на акредитации за наблюдување на изборите на неколку лица кои постапувале спротивно на изборниот закон и спротивно на кодексот на ДИК за правилата за наблюдување на изборите кои треба да се состојат во непристрасно и професионално однесување на гласачките места, односно да нема никакво агитирање или пропагирање поддршка на одредени кандидати. Во текот на денот добивме пријава за злоупотреба на беџеви, насловена како злоупотреба на беџеви за домашни наблюдувачи од општина Шуто Ризари, која се однесува на регистрирано агитирање во училиште пред гласачки места во општина Шуто Ризари со издадени беџови акредитации од страна на ДИК. Регистрирани биле следните лица по име и по презиме: Елвис Бајрам, кандидат за градоначалник од Сојуз на Роми во првиот круг; Сеат Исмаил, кандидат за советник во општина Шуто Ризари; Валентина Бајрам, сестра на Елвис Бајрам; Шабан Бајрам; Габриел Бајрам; Решат Сокол, кандидат за советник на општина Шуто Ризари; Ќамуран Реунарет; Алмир Сали, кандидат за советник во општина Шуто Ризари. На овие лица Државната изборна комисија издала акредитации за наблюдување. Согласно доставените податоци до нас, констатиравме дека овие лица го пречекориле кодексот за наблюдување на лица кои треба непристрасно да се однесуваат на гласачките места и вршеле агитирање на гласачките места. Предлогот е на овие 8 лица да им се одземат акредитациите за наблюдување. Во текот на денот, претходно за ова од страна на ДИК е известено и Министерството за внатрешни работи, бидејќи нашата надлежност спаѓа во самото гласачко место, во избирачкиот одбор, односно за постапката на спроведување на гласањето, а настаните се случувале надвор од гласачко место, зашто ние не сме надлежни. Известено е официјално навреме од наша страна Министерството за внатрешни работи. После ова одземање на акредитациите, ќе ја известиме Општинската изборна комисија Шуто Ризари и избирачките одбори од општина Шуто Ризари на овие лица да не им дозволуваат влез во избирачките места и во објектите на гласање, односно дека не смеат да се повикуваат на
акредитациите и беџовите на ДИК кои им се претходно издадени, а сега ќе им бидат со одлука одземени. Ве молам дали уште некој бара збор во врска со ова? Да. Да, и организацијата од која се дадени, на која се дадени овластувањата, да. Ве молам дали се согласувате со ваквата одлука, која е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена за одземање на акредитациите на овие лица. Дали уште некој бара збор во врска со оваа седница? Добро. Да ги подсетиме општинските изборни комисии дека сите учесници на изборите можат во текот на гласањето да извршат со соодветни овластувања, да извршат замена на нивни овластени представници за наблюдување во гласачките места, за постапката на гласање и за текот на утврдувањето на резултатите од гласањето. Така што да немаат пречки овластените представници да со уредни овластувања да се легитимираат пред изборните органи и општинските изборни комисии да им го овозможат тоа. Наредната пресконференција ќе биде во 15:30 за одзивот во 15 часот. Ви благодариме. Дали евентуално прашање има некој од новинарите? Ви благодариме.